Може ли Русија да биде пречка за договорот помеѓу Македонија и Грција? Ке има ли руско не во Советот за безбедност? За се во ова на Пресинг ТВ разговараме со поранешниот дипломат Драган Јанатов. Господин Јанатов, деновиве е актуелно најавата на руското МНР дека ќе бараат договорот помеѓу Македонија и Грција да се разгледува во Советот за безбедност. Што мислите за оваа нивна иницијатива? Па не знам, ова прашање има своја предисторија и јас би сакал да ја искористам оваа можност малку да позборуваме за тоа пред да дојдеме до суштината на вашето прашање. На еден непримерен, малку дилетантски начин ова прашање е исфрлено како тема на денот и се подгрева од ден на ден, зависно од дадената ситуација во која се наоѓа Македонија. На руско-македонските односи треба да се гледа малку покомплексно и треба да се дефинираат интересите и на Македонија и на Русија од тој бенефит. Се друго е само пречка во развојот и унапредувањето на односите и соработката меѓу Република Македонија и Русија, која од осамостојувањето на Македонија па до денес, до скоро, се одвиваше успешно и на обостран интерес. Подгревањето на тоа дека Русија може да биде некаква алтернатива за некоја друга политика на Македонија е изнасилено и непримерно. Бидејќи тоа подлежи на стереотипите, да не речам не на минатото, туку уште на 19 век, од времето на империјална Русија и поделбата на светот на интересни сфери и влијанија. Таа политика е веќе анахрона и напуштена. И треба да се има предвид дека Русија не е Советскиот сојуз и дека Русија е, значи, Руска федерација, земја која ги отфрли и се труди да ги ослободи до крај идеолошките влијанија и стереотипи што владееле некогаш. Ако сето тоа го имаме предвид, ќе ни биде јасно и малку по-лесно да сватиме дали Русија е погодена или не од ова што е актуелен македонски надворешно-политички момент, односно, како што рековте, спогодбата со Грција за името. Многу е деликатно во овој момент да се зборува колку е Русија заинтересирана за Македонија. Во принцип, со доаѓањето на Путин на власт некаде во почетокот на овој век, 2000 година, Русија ја измени својата надворешно-политичка стратегија. Напуштени се постулатите на претходната надворешна политика, каде што Советскиот сојуз беше гарант на мирот во светот, под наводници зборувам, и кога социјалистичкиот интернационализам владееше како политика на доминација на надворешно-политички план. Тоа со новата стратегија донесена 2002 година, така наречена Путинова стратегија за надворешна политика на Русија, тоа е напуштена. Приоритет таму нема тој момент кога Русија сака да има влијание врз многу земји, не само од Европа, туку и во светот. И акцентот во таа геополитичка стратегија е ставен на економската соработка и економската руска пенетрација, експанзија во светот,
а посебно во Европа. Така што, суштински, Русија нема ни зошто, а и нема со кого да прави некаква алијанса во Македонија. На Русија овој момент е потребен од една друга причина. Таа се наоѓа во една деликатна состојба на планот на односите со НАТО и Европската Унија и со Соединетите Американски држави. А времето на детантот и јас ќе бидам малку поопширен за да може да влеземе во суштината на прашањето и на проблемот. Значи, приоритетите на Русија се сега други. По еден период од 2001 година, после 11 септември, кога Русија и подаде рака на Америка, почна времето на детантот, на попуштањето и добрите односи и соработка на Русија со Запад. Тогаш се подобрија односите на Русија и со НАТО и со Европската Унија. Се формираа некои заеднички тела кои функционираа до известно време доста добро. Меѓутоа, сето тоа престана со објавувањето на намерата на Соединетите Американски држави за изградба на средноевропскиот систем за противракетна одбрана. Тоа беше во времето на председателствувањето на Џорџ Буш помладиот. На тоа се надоврза експанзијата, ориентацијата и политиката на НАТО за доближување до руските граници од сите страни. Путин и Кремљ воопшто таа политика не можеа да прифатат и дојде до еден, така да речем, дефолт во односите. На тоа се надоврзаа санкциите, а претходно и проблемот со Украина. И сето тоа многу ја усложни меѓународната положба на Русија и друг избор Русија немаше, освен да ги штити тие своји интереси и приоритети, НАТО да не се доближи до границите на Руската Федерација. А НАТО тоа го направи и во прибалтичките земји, го направи и во кавказските земји, го направи на повеќе фронтови, така да речем. Сега, доаѓањето на НАТО во Украина беше капка во морето да се прелее чашата и односите да спаднат на тоа ниско ниво. Тоа последично е поврзано и со рускиот однос према бившите југословенски републики, кои, значи, по распадот на Југославија, сите ја зедоа ориентацијата за влез во НАТО и во Европската Унија, половината од нив се веќе и примени. Сега, значи, е редот на Македонија, останатите. Се вратим на локална... Да. Сега, зошто тој тврд став на Русија околу последниве настани во Македонија? Тоа е во контекст на нивната дневна политика. Тие мора да се бранат. Меѓутоа, освен тие декларативни изјави, јас не верувам дека Русија е решена на некаков конкретен потек, вклучувајќи ги дури и настаните на Косово со Србија, позавчерашната посета на Вучич во Србија. Така што ова што се случува и во најавата за Советот за безбедност и други изјави кои доаѓаат од Руското министерство, јас ги гледам во тој контекст. Не можам да речем дека тоа не е ништо сериозно, меѓутоа не гледам дека за тоа се крие некоја намера за конкретни
акции и активности. Значи да разјасниме, Русија во овој момент нема никаква намера да ја дестабилизира Македонија, ниту пак да се меша во незините внатрешни работи, како што сакаат да прикажа дел од западните сили, но и актуелната власт. Види, сите изјави официјални руски одат на таа линија. Тие ќе протурат некаква информација која нам не ни се допаѓа, меѓутоа потоа ја демантираат. Така правеше и Лавров, имаше веќе 2-3 така негови изјави во однос на Македонија, кои потоа беа демантирани или се повлекоа од тоа. Не станува збор за некакво руско влијание, како што сакаат да го представат. Не. Гледано и во историски контекст, рускиот интерес за Балканот, глобално и конкретно за Македонија, не бил несериозно е да речем, бил несериозен, ама нема таква позадина како што овде му се дава кај нас. Кај нас со тоа прашање доста се шпекулира. Со прашањето за Русија како да ги плашат граѓаните кај нас од никакво руско влијание. Имено, таа шпекулација ние и Русија 200 милиони е анахрона. И таа можела да важи некаде и да има некој ефект во 19 век. А сега со тоа не може да се манипулира. Јас не гледам, како што веќе реков, зошто и со кого Русија би можела нешто да прави во Македонија. Така. Било на воен, на политички, на безбедносен план и така натаму. Како ги оценувате односите помеѓу двете земји? Ова им нанесе штета на односите. Ова ќе има влијание, што се случи последниве месеци. Мислите на протерувањето на руските И на дипломи? протерувањето, и на изјавите, и така, некои... Сега, ќе видиме стартот на новиот руски амбасадор во Македонија, е очекуван. Ќе видиме како ќе се развиваат работите натаму. Добро е, како што рече и премиерот Заев, да се изнајдат начини и модуси работата да се стави во нормални рамки. Така, дали тоа може повеќе да ни наштети на економски план или на политички? Јас мислам дека политичката штета е поголема, бидејќи економските сега Русија да воведува некакви санкции против Македонија заради тоа е несериозно. Русија е ипак сепак една сериозна држава со избалансирана меѓународна политика. Тие секојдневно се судруваат со многу по-важни и по-круцијални проблеми и прашања. Ако реагираат така емотивно, не знам, епилогот би бил многу неповолен за нив. Така, покрај на политички, Русија за Македонија е значена и на оној црковен план. Русија како најголема православна земја има големо влијание во Цариградската патриаршија. Мислите ли дека Руската црква може да помогне за признавање на автокефалноста на МПЦ? Добро, во тоа прашање сум така повеќе навлезен од преговорите што сме ги имале на времето во врска со тоа и мислењето на претходниот патриарх Алексиј II. Тие се вољни и немат ништо против, доколку се согласи Србија. Мислењето на претходниот патриарх е дека заради личните врски со патриархот Павле во тоа време, тој не може ништо повеќе да стори од тоа да влијае некако Србија да го промени ставот. Меѓутоа, мислам дека... Има ли политика во целиот црковен спор? Како не? Тоа е исто. Значи не се работи само за канонски проблем, туку и црковен. Апсолутно, тоа е црковно-политичко прашање. И тука без политички ангажман тоа не може да се реши и од едната и од другата страна. Пак се зависи како ќе се развиваат односите со Грција и
еден детант македонско-грчки во вкупните односи, во догледно време, не така брзо, може да дадат резултат на тој план, ако во меѓувреме не се случат некои чекори што ќе ја провоцираат целокупната православна екумена. Така, господин Јанатов, гледаме во соседна Србија чести гости се председателот Путин и премиерот Медведев. Можеме ли да очекуваме во скоро време еден од нив да ја посети Македонија? Колку што се сеќавам, последна посета на руски политичар беше пред 10 години министерот за надворешни работи Лавров. Зошто нема чести посети на руски политичари во Македонија? Па тоа е за тој глобален однос кон земјите од овој регион. И тие посети што ги имаше и во Србија, и Хрватска, беа ретки и посветени на некој конкретен проблем. Македонско-руските односи не беа на тоа ниво да бараат и изискуваат некаква висока посета на високо ниво. Последните средбина беа кога го имавме проблемот 2001 година, покојниот председател Трајковски се среќаваше со Путин и со други. Така, председателот Иванов е чест гостин во Русија. Добро, тоа беа повеќе протоколарни средби отколку работни. Инаку на сила е договорот за пријателство што председателот Глигоров го склучи, го подпиша со Елцин. Тој договор уште важи и добро би било да се навратиме на него и да се заборави ова епизода. Тоа е во интерес и на двете земји. Така. Господин Јантов, за крај да резимираме. Русија нема никаков интерес да ја дестабилизира Македонија, не постои сериозно руско влијание и мали се шансите Русија да го блокира договорот со Грција во Советот за безбедност. Јас не знам, правни механизми за тоа тешко да се најдат. Тоа евентуално може да се свати како некаква обструкција. Меѓутоа не верувам до тој степен Русија да води аконто договорот. Бидејќи, пак ќе се вратам малку назад. Руската федерација знаеше уште 1991 година, кога Македонија стана самостојна држава, и дека надворешно политички приоритети им се НАТО и Европската унија. Они, значи, Кремљ немаше никаква реакција на тоа. Цело време и во време на мојот мандат, при толку многу средби, председателот Глигоров доаѓаше 2 пати, доаѓаа министри за надворешни работи, и Црвенковски, и Фрчковски, така. Никогаш не беше објавено дека Русија има нешто против соработката и против ориентацијата на Македонија за влез во НАТО и Европската унија. Тоа дојде сега. И ви реков, тоа е инспирирано од дневно-политичките настани и од моменталната ситуација. Со еден збор им треба дежурен непријател. Им треба дежурен непријател, па добро ја видоа Русија како дежурен непријател за македонските евроинтеграции. Тие барат каде можат да застанат контра НАТО од сопствен интерес. Да ги бранат своите позиции во Украина, своите позиции на Прибалтикот, своите на Кавказот, така што треба да го гледаме тоа во тој контекст. Дека Русија има аспирации и претензии спрема Македонија, смешно да се зборува, тоа никогаш во историјата немало. Русија нити помогнала, нити и наштетила на Македонија во буквална смисла. Па така ќе биде, се веруваме, и во Обединетите нации. Да. Така што тие не признаа меѓу првите земји. Подуставното. Да, подуставното име. Подпишавме билатерални спогодби едно
повеќе од 30-40 спогодби имаме подпишано со Русија. Економската соработка од година на година се руски капитал влезе во републиката. Така што тоа е залог кој не треба да се руши и не треба да се. Тоа ви велам, јас не знам, не гледам зошто и со кого Русија, така фигуративно да кажам, би садела тикви во Македонија. Господин Јатов, ви благодарам за интервјуто за Пресинг ТВ. Молам.